Здраво на сите! Добро дојдовте на уште еден настан од глобалната недела на претприемништво. Овој пат презентиран од Олга од Challenger и Ивана од Polar Cape. Но пред да им ја префрламе топката на нив, би сакала да ја поканам нашата национална координаторка на глобалната недела на претприемништво, Симона Чаминска, да не поздрави. Повели, Симона. Благодарам многу, Благица. Олга, Ивана и сите присутни. Моето име е Симона, координаторот на глобалната недела на претприемништвото во Македонија. Станува збор за глобална иницијатива која што се спроведува и во 180 други држави во светот во исто време, односно оваа недела од месецот ноември, каде што над 20.000 партнери организираат околу 40.000 активности што обединуваат околу 10 милиони лица, односно сме дел од еден поголем екосистем на теми од областа од претприемништвото. Се радувам многу што Challenger одлучи оваа година да се приклуча со свој настан. Претходно ги имавме во улога на говорници, особено Олга, и оваа година и ланската. И тоа е уште една потврда за вашите заложби за активно вклучување во екосистемот и помагање на екосистемот со различни теми. Денешната тема е нешто што е сосема специфично, односно општествена одговорност, и навистина е чест за нас што ќе одржите говор на таква тема. Па така би сакала да го припуштам подиумот на Олга и на Ивана и уште еднаш да ви се заблагодарам, како и да ги поканам сите присутни кои што сте на овој состанок моментално или не следат лајв на Facebook, да ја проследат и остатокот од агендата. Ви благодарам многу. Фала ти многу, Симона, за обраќањето. Ви благодарам во името на целиот тим на Challenger за можноста да имаме еден ваков настан и да споделиме нашата досегашна работа, тоа што се случуваше изминатите месеци, и оно што доправа го спремаме за домашниот пазар. Само момент, дали веројатно го гледате екранот, но нешто, само секунда. Би требало да е вред. Денеска ќе зборуваме за Challenger Work или како апликацијата Challenger, која што добро позната за сите оние што знаат, а за оние што не ја знаат, ние сме мобилна апликација која што ги наградува своите корисници кои што пешачат, возат велосипед, трчаат и планираат. Така да секој поминат зелен километар ги наградуваме нашите корисници со поени. Тие поени потоа се заменуваат за попусти во нашата виртуелна Challenger продавница. И ние застанавме тука бидејќи имаме и предизвици, со секој успешно исполнет предизвик, нашите корисници добиваат директни награди. Сето тоа помогнато од локални бизниси кои што сакаат да бидат општествено одговорни и препознаени како зелени бизниси на локалниот пазар. Во изминатиот многу сум среќна пред се да кажам дека Challenger немаше да биде тоа што е денес, доколку не постоеше тим на млади луѓе позади целата идеја. И тоа е тимот кој што е позади компанијата Green It Do, тоа се Теодора, Стефан, Митко, јас и Симон. Така да, ова сакам прилика да искористам и да го честитам на Теодора роденденот, така да денес кај Challenger тимот слави еден роден ден, и веројатно и символичен ден, затоа што и денеска ќе го презентираме јавно нашиот нов продукт кој што е Challenger Дома, кој што ќе се лансира следната година на македонскиот пазар. Тоа што изминатиот период беше доста активно е тоа што Challenger стана директен партнер на кампањата IT for Charity. Кампањата IT for Charity всушност ги обедини IT компаниите заедно со СОС Детско село да направиме една корпоративна општествена одговорна кампања. Тоа што го правевме е вработените на 14 IT компанија користеа активно Challenger и ги меревме нивните зелени поминати километри на велосипед, нели пешачејки или трчајки. Компаниите се обединија позади таа цел и донираа за секој поминат зелен километар на нивните вработени. Ова докажа дека пазарот е навистина спремен за прифаќање на дигитални алатки кои што се иновативни и кои што можат да допринесат за добробитието на вработените во компаниите, но да не застанат таму, туку да бидат и општествено одговорни, бидејќи сите средства кои што беа собрани беа донирани кон СОС Детско село. И пред да се роди оваа идеја, всушност ние започнавме една соработка со Polar Cape. Јас сакам Ивана да се заблагодарам што е денеска тука со нас и што ќе го сподели искуството на првата IT компанија на нашиот пазар, кој што ја прифати Challenger и направивме една заедничка функционалност. Односно, за компаниите моментално на пазарот, ние изработуваме
персонализирани дашборди и како го правиме тоа. Компаниите ја користат Challenger, односно вработените користат Challenger, а ние заработуваме една на некој начин дашборд кој што е целосно презентиран за компаниите и каде што компаниите може да го видат секој индивидуален учинок на вработените, односно колку CO2 емисии заштедуваат нивните вработени и колку зелени километри се изминати во даден временски период. Многу е важно дека увидовме дека имаме општествено одговорни компании кои што навистина сакаат да помогнат кон намалување на аерозагадувањето, намалување на CO2 емисиите во воздухот. И дополнително со ова го поттикнавме на некој начин тимскиот дух во времињата како што се короната, каде што вработените беа принудени да останат дома во своите домови или да работат од некои далечни дестинации. И некако видовме дека се потребни дигитални алатки кои што ќе ги обединат, да направат, да бидат вклучени во тимски активности, каде што ќе се надпреваруваат меѓусебно, но заедно ќе направат и заеднички импакт. И Ивано, тука би сакала да те поканим да го почнеме нашиот разговор. Пред суштинаш, ти благодарам што си тука денеска со нас. Инаку Ивана е HR бизнес партнер на Polar Cape Consulting компанијата на канцеларијата во Скопје. Така да, Ивана, дали би сакала ти да споделиш со нас како го прифативте предизвикот да интегрирате на ваква дигитална алатка во вашата компанија и како беше тоа прифатено од вашите вработени? Здраво, Олга. За почеток да кажам благодарам што ме поканивте да учествувам и да споделам дел од нашите искуства кои што ги имавме со Challenger во минатава година. Да почнам со одговорот на прашањето. Први да кажам, ние почнавме со соработката негде на почетокот од оваа година, 2021-та, што значи дека веќе помина година дена, баш од почетокот, скоро година дена од почетокот на короната и таа година помина со изолација, со работа од дома и генерално веќе со настанот страх од интеракции. Така што ние во HR и админ делот, оној дел кој што е заложен за евент менеджмент и организации некој во компанијата, одлучивме дека мора нешто да направиме, некаква иницијатива која што би ги надминала овие или би ги минимализирала барем некои од лошите физички ефекти на сето тоа што се случуваше. Идејата која што ние ја имавме тогаш се вика, се ја нарековме Polar Racers и се состоеше од 3 делови: групни предизвици, индивидуални предизвици и генерално следење на индивидуалната активност. Тука излезе во пресред нашиот колега Стефан Алексич и секако член на вашиот тим, во Challenger, кој што ни помогна да преку апликацијата на Challenger да баш го оствариме тоа што ти го најави, односно да имаме свој дашборд преку кој би можеле да имаме преглед на сите како учествуваат, за да можеме да имаме баш увид во тоа дали воопшто има ефект на нашата иницијатива. Другите предизвици, групните предизвици, секако и индивидуалните предизвици одеа на други канали, други алатки, меѓутоа главното мерење на активноста беше преку Challenger. И можам да кажам дека беше навистина супер прифатено од страна на вработените и ние бевме навистина изненадени колку луѓе се вклучија и навистина среќни дека конечно после година дена имаме реална интеракција повторно помеѓу вработените надвор од работните обврски. Поголем дел од компанијата мислам дека беше активно вклучена и таа иницијатива прва наша како надпревар помеѓу тимови траеше од март до јуни, го прогласивме победници. Меѓутоа, баш заради тоа што беше супер првата активност, почнавме повторно, сега од септември до нова година имаме повторно Polar Racers, во кој што сега веќе се новите опции на Challenger at Work. Можеме да мериме покрај само тоа покрај пешачењето, трчањето, хајкингот кој што беше претходно достапен, веќе сега можеме и возењето на велосипед да го мериме, така што супер, мислам до сега навистина имаме супер резултат. Колку за вас како општествено одговорна компанија ви беше потребно да имате некоја дигитална алатка со која што не само што ќе ги мотивирате своите вработени, туку ќе бидете и воедно општествено одговорни?
Да, значи да, иако нели како што споменав, значи главната мотивација овдека тргна од мотивација за здрави навики и балансиран живот, значи моментот што ова ни даваше можност да мотивираме и дополнително општествена одговорност во однос на нели емисиите на CO2, односно заштедата на емисиите на CO2, да следиме како компанија можеме да имаме импакт, беше супер. Имаме ние генерално општествено одговорни иницијативи кои што ги организираме, многу во однос на донации, меѓутоа исто така доста и во однос на заштита на животната околина, како е собирање на електронски отпад, рециклирање во работните простори, одење со велосипед на работа, меѓутоа ова е навистина нешто што пусни во возможна алатката, како компанија да можеме да го гледаме. Јас сега знам која беше вашата цел и знам која е моменталната ваша цел, но ако можеш да споделиш која беше целта кога започнавме првата наша заработка, сега продолжуваме од што сакате да постигнете со користењето на Challenger и да го имаме тој дешборд за вас изработен? Значи покрај тоа што е супер, значи дел што гледаме нели како општествено, колку сме општествено одговорни посебно кон околината, значи дефинитивно беше многу јасно, значи првичната цел ни беше да ги надминеме последиците кои што ни се јавија како резултат на пандемијата. Значи тие забрани за движење и психолошкиот страв во првиот период на пандемијата има многу негативни ефекти и на физичкиот дел, меѓутоа и на психичкиот дел кај сите, така што целта беше поактивен живот, бидејќи работата на исто место каде што живееме, баш и не ни остава многу простор нели за физичка активност. Вака сакавме да мотивираме во работните часови, значи доколку не можеме да се надпреваруваме самите со себе, да се надпреваруваме со колегите без разлика каде и во кој дел од државата се во тој момент, така што тоа беше јасна цел која што мислам дека навистина ја постигнавме. Сите излеговме од дома. Барем по мене, например, навистина гледам дека се драстична разлика во споредба со други години, кога навистина гледам активно, зашто не гледам колку километри плюс ки поминам. Само мотивација, во мотивација на тимот, мислам дека е вин-вин ситуација. Ете, затоа што се наоѓаме, се уште живееме во короната, никој не знае кога короната ќе заврши, и веројатно и да заврши короната, сигурно некои од начините на функционирање, особено во компаниите, ќе останат исти, односно ќе работиме ремоут или на некој хибриден модел или во канцеларија, дел дома. Дали сметаш дека дигиталните алатки, како што е Challenger моменталната верзија или пак Challenger која што допрва ќе следи со многу други предизвици, не само со пешачење, со возење велосипед, се потребни за компаниите? Да, како што спомена, значи новата ситуација дефинитивно доведе до потреба да се користат дополнителни дигитални алатки за ова што претходно нели го правевме заеднички на малку поинаков начин. Но сепак мислам дека овие дигитални алатки може да бидат корисни надвор од пандемискиот контекст, посебно за поголеми компании каде секако дека нема да можат сите во исто време на исто место да бидат цело време вклучувани во акции, така што на овој начин може да има да се гледа и да се споредува интеракција за некои иницијативи и кога нели е поголема компанија и можеби еве на две локации, сега ние сме во Македонија и во Шведска, па можеби сега знам дека Challenger само во Македонија, меѓутоа такви дигитални алатки навистина би можеле да придонесат за некои така дополнителни активности. Да, како што вие поставивте предизвик на вработените, ни поставивте предизвик нас да иновираме и да одиме напред, така да ви благодариме за тоа. И ако треба, ако можеш да издвоиш еден хайлайт од целиот овој процес, тоа што нешто најмногу ти остави впечаток, веројатно, не знам, реакциите кај вработените, што би било тоа? Реакциите, значи, беа навистина супер. Нема нешто посебно, значи дури ние бевме малку изненадени дека беше толку позитивно прифатено. Ама очигледно на сите им беше мака, ама не знае како да го надминат сето тоа што се случуваше нели во таа цела година затворени, одвоени. Бидејќи по природа ние сме доста не знам, дружелюбива компанија која што цело време сме правеле активности заедно, сега одеднаш нели не можеме ништо. Така што дури и вака што се вика виртуелно преку гледање бројки, мислам дека беше или гледање слики едни од други како правиме некои работи, беше нешто што имаше импакт нели на задоволството во секој случај.
Да, фала ти на тоа што се го сподели и ова е последното, веројатно, нешто што би сакала, што би препорачала ти на останатите тимови, компании, организации, дали вреди да си има некоја ваква апликација или пак што е тоа што може да ги мотивираат нивните вработени во вакви времиња? Така. Па најпрво навистина со големо задоволство ви им препорачала директна соработка со тимот на Challenger, бидејќи од нашето искуство, значи во нашето искуство излегувавте навистина професионално и во презраз на нашите потреби, замисли, она што ние баш во тој момент ни требаше за нашите иницијативи. И верувам дека многу компании би можеле да имаат бенефит од ваква алатка која што ќе ги мотивира вработените прво на здрави навики, нели, и секако плюс она што го спомнавме, зборавме општествена одговорност. Да. Фала ти многу за овие зборови. И пред се, јас сум пресекна и целиот им е пресекна што Polar Cape е дел од нашите бизнис партнери и се надеваме дека во иднина ќе продолбочиме и прошириме нашите, нели, соработки и ќе можеме и заедно да соработуваме со новата апликација Challenger Разбор, која што ќе дојде следната година. Така да, Иван, ти благодарам за одвоеното време, да бидеш тука денеска со нас. Благодарам и на вас, задоволството е заедно. Ја сега ќе продолжам со другиот дел од презентацијата, односно она што јас цело време го зборував и на почетокот. Свативме дека е време да to level up, односно да продолжиме и да креираме она што им е навистина потребно на нашите компании, односно компаниите со кои што почнеме да разговараме и да видиме и увидовме еден market gap, односно свативме дека компаниите се навистина имаат потреба да бидат општествено одговорни и да со тоа да ги активираат и нивните вработени. Бидејќи благосостојбата и добробитието на вработените е подеднакво важна како и корпоративно општествената одговорност. Во овие времиња дефинитивно се потребни некои дигитални алатки кои што ќе ги обединат луѓето да прават различни активности, да се напреваруваат, а воедно да го видат и колективниот и индивидуалниот учинок на секој еден од нас и како ние влијаеме со нашите активности на земјата планета. Така дојдовме со идејата на производот Challenger at Work. Повторно ќе биде еден производ кој што ќе ги наградува позитивните активности на луѓето, односно на корисниците, овој пат на вработените во компаниите. Тоа што ќе помагаме на компаниите е да ги на некој начин да ги вклучат вработените, независно каде тие се наоѓаат, да исполнуваат интересни предизвици. Овие предизвици ќе бидат одржливи, значи sustainability, ќе бидат вклучени рециклирање, штедење на електрична енергија и сето оно што може да ви дојде на ум кога зборуваме за одржливост, одржливи градови и заедници. Многу е важно дека повторно ќе имаме еден концепт на наградување на вработените. Овој пат наградите ќе доаѓаат директно од компаниите, но дополнително Challenger ќе биде тука да обезбеди и различни награди и попусти од локални бизниси во соработка со веќе нашите бизнис партнери кои што имаме една голема датабаза од истите. Тоа што го правиме и ние кажуваме дека сме на некој начин ова Challenger at Work ќе биде апликација 3 во 1. Зошто 3 во 1? Затоа што ќе им помага на компаниите да бидат општествено одговорни заедно со своите вработени. Дополнително ќе им помага на вработените да одржат својата добросостојба, добробитие, односно нивното здравје, да бидат физички активни. И воедно ќе имаат една алатка која што ќе може да организираат тимски активности, независно каде нивните вработени се наоѓаат и живеат, особено во овој нов начин на функционирање, повеќе од потребно да ги инволвираме заедно луѓето кои што се наоѓаат во различни градови, различни држави и да се чувствува да почувствуваат дека припаѓаат на една организација. Токму така ќе имаме различни предизвици и генерално ќе им помагаме и ќе го потенцираме оној момент дека вработените треба да останат здрави, да останат фит, додека добиваат награди за нивните општествено одговорни практики. Додека во периодов Challenger се обидува да ги потикне сите сограѓани, односно наши сограѓани да бидат општествено одговорни, да заштедуваат CO2 емисии со алтернативните начини на транспорт. Овој пат сакаме внатре во компаниите да го поттикнеме она позитивно однесување и одржливи навики, само што овој пат ќе обезбедиме целосно брендирана апликација за внатре во компаниите. Секоја компанија ќе има своја персонализирана
и брендирана апликација. Многу е важно дека апликацијата ќе може да помогне на вработените да се подобруваат себе си, да се мотивираат, да се надпреваруваат со своите колеги и воедно да припаѓаат на мини тимови, да имаат надпревари помеѓу тимовите, надпревари на индивидуално ниво, на месечно, неделно ниво, и сето тоа да биде на крај наградено. И важно е дека сите овие резултати ќе придонесуваат кон заштита на животната околина, а со тоа работените, односно компаниите, ќе можат да се пофалат како се општествено одговорни во аспектот на заштита на животна околина, а воедно и да придонесуваат кон исполнување на SDGs или Sustainable Development Goals. Како што кажав, компаниите ќе можат овој пат да креираат своји тимови, да креираат своји предизвици, со тоа да го зголемат и тимскиот дух, односно да го потикнат тимскиот дух. Предизвиците може да ги креираат самите компании, значи може да бидат дури тимски активности каде што ќе се потикне вработените да не јадат месо или пак да го исчистат своето мало или пак да волонтираат во некоја си невладина организација. Или едноставно, додека се дома, да споделуваат рецепти, да готват заедно. И сите ние активности кои што досега сме ги правели, компаниите трошеле на вистина големи ресурси, овој пат дигитално, сето тоа ќе може да го направат преку нашата апликација. Важно е дека на крајот од денот HR тимовите ќе бидат оние кои што ќе ги одобруваат успешно исполнетите предизвици, но заедно во соработка со нашиот тим, ние ќе бидеме секогаш тука да даваме идеи за нови предизвици, се со цел вработените да им биде интересно, заедно да се надпреваруваат и нели да градиме внатрешни супер екохерои во секоја една компанија која што ќе биде партнера Challenger. И повторно сакам да нагласам дека Challenger at Work е тоа што ние сме три во едно, но сме well-being апликација која што помага во градењето на еден тимски дух, воедно и помага на компаниите да направиме она општествена, корпоративна општествена одговорност, да не биде така досадно, но да биде интересна и вработените бидат директно вклучени во секоја една активност од тој тип. И сакам да ве поканам заедно да направиме поголем импакт. Со оваа апликација важно да се напомене дека директно се влие на 5 SDG цели, односно целите за одржлив развој, а тоа се Good Health and Wellbeing, Sustainable Cities and Communities, Climate Action, Decent Work and Economic Growth, и тоа што е многу важно, а тоа е градењето на партнерства за исполнување на овие цели. Едно е сигурно, дека сами не можеме да направиме видливи резултати, ниту пак да направиме импакт, и потребно е да се здружиме и да користиме начини и платформи како можеме полесно да ги оствариме овие цели. Важно е да се напомене дека 2030 години не е така далеку, и имаме уште 8 години, тоа 9 години, заедно да придонесеме и да ги исполниме овие цели. Јас сум горда да кажам дека нашата компанија е всушност препознаена компанија на локално ниво како предводник на целите за одржлив развој. Токму оваа година го добивме тоа признание со нашата апликација Challenger, и ова ни беше дополнителен потик нашите практики, начинот на кој што размислуваме и делуваме на користејќи од технологијата за правење добро, чинење добро и помагање на животната околина, да им помогнеме на другите компании, не само на македонскиот пазар, туку и во странство, да се приклучат и заедно со нивните вработени да направиме добро за секој еден од нас, да направиме подобри места за работа во секоја една компанија, а заедно да ги намалуваме CO2 емисиите во воздухот и да практикуваме одржливи здрави навики. Јас ќе ве повикам дека доколку сметате дека вашата организација или пак сте некаде вработени и сметате дека е потребна на ваква една алатка, каде што може да потикнете да дигитализирате вашите општествено одговорни практики и активности, дефинитивно може да не контактирате нас, да закажете состанок, а ние сме тука да ви го покажеме целиот продукт и да ви покажеме како вие како организација и индивидуалци може да се вклучите во оваа наша мрежа и во оваа наша заедница и ајде заедно да правиме импакт. Заедно дефинитивно се постигнуваат поголеми резултати, ние сме моментално среќни и
Да кажеме дека веќе 5 компании ја го користат персонализираниот дешборд и заедно се спремаме за новата апликација Challenger at Work, кој што доаѓа на пролетва 2022. Така да јас сум отворена за било какви прашања, верувам дека и Ивана е се тука за нас, па можеби да одговори на некои прашања, така да доколку има некои прашања, коментари, сугестии се разбира, слободно можете да споделите со нас. Дори ги чекаме прашањата, само сакам да напоменам дека лично јас имам апликацијата Challenger. Сам дека само еднаш искористив некои кредити за FitKit. И тоа дефинитивно имам доста многу постигнато и звездички и се, но никогаш не ми текнува actually да отворам и да си одберам нешто. Повеќе тоа го правам, нели, чисто ради за намалување на овие емисии и се надевам дека и другите ќе го доwnloadираат. Дополнително овој фичер Challenger at Work сигурно ќе им биде поволно за сите корпорации тука во Македонија, па ќе станат corporate responsible. Да, за оние кои што ги виделе соопштенијата, можеби не виделе, моментално имаме на голема кампања со Шпаркасе, каде што нивните вработени ја користат Challenger, и за секој поминат километар Шпаркасе ќе донира повторно средства кон СДСПСО. Така да ете, на некој начин општествената одговорност ја носиме на следно ниво, додека донираме средства, а воедно заштедуваме CO2 емисии и вработените се активни и дефинитивно се среќни и се надпроверуваат меѓусебно. Супер. Дали некој е тука што е присутен, имаме прашање? Или сака можеби некоја идеја да даде? Да. Можеби се срамежливи. Така да, тоа што за да ни... јас реков нешто, Симона сака да каже. Да, јас свесна сум дека сте посветени повеќе на приватниот сектор, нели, пошто е по-конкретен за работа, но дали можеби сте размислувале за остварување на ваков тип на соработка со некоја општина со оглед, нели, на бројот на вработени во државна администрација, или не мора да биде општина, нели, може да биде некоја институција? Дали сте размислувале за јавниот сектор? И така како сме размислувале за јавниот сектор, веројатно тоа што е првата пречка во целиот тој процес е оној голем бюрократски процес за да се дојде до контакт на оние decision makers во големите во јавните институции, и отвореноста за соработка со истите. Ние секогаш сме пуштали апел, и дефинитивно во наредниот период ќе ни биде да имаме, нели, соработка со јавниот сектор, бидејќи доколку соработуваме со нив, дефинитивно се надевам дека ќе се најдат многу интересни соработки, затоа што јас сум жител на општина Центар, па и општината Центар генерално почна да размислува на оние одржливи навики, каде што веќе имаме Green Pay card, каде што се рециклира и се собираат поени. Така да дефинитивно има промена во движењето на јавниот сектор, и ние би биле повеќе од среќни и расположени за една таква соработка. Би било идеално кога, нели, би се намалувале даноците кои што граѓаните треба да ги плаќаат према општините, само што тоа што ќе бидат и ќе практикуваат одржливи навики. Така да тоа би било еден утописки пристап на целата замисла наша, но ете, можеби не сме толку далеку, можеби сме чекор поблиску, можеби не сме ептен до целта доближени, но сме чекор поблиску дефинитивно. И веројатно кога ќе се приклучат што е можно повеќе компании, можеби јавниот сектор навистина ќе увиди разликата која што можеме заеднички да направиме, и затоа кажуваме, ние се целиме кон партнерствата, бидејќи заедно со партнерства со различни чинители на екосистемот можеме да направиме навистина голема разлика. Благодарам на одговорот. Ти посакувам многу среќа и успех. Фала. Така да, ако нема прашања, би можеле да го затвориме ова денешен мал настан. Така да, уште еднаш ќе ги повикам чинителите на екосистемот, воедно компаниите или пак сите оние заинтересирани граѓани, кои што доколку, нели, не се decision makers, да користат Challenger и понатаму, следуваат многу интересни попусти и награди наредната недела. Многу интересни бизнис партнери ни се приклучија, за компаниите, нека биде ова отворен апел да ни се приклучат
и да ги мотивираат вработените на еден поинаков, различен начин досега, бидејќи доколку имате задоволни, стрикни вработени, веројатно ќе имате многу успешни успеси, а уште повеќе ако допринесувате добро за животната и заштитувате животната околина. Така да ви благодарам на сите, благодарам Симона, благодарам Благица и Кристијан за целата техничка поддршка, за можноста да бидеме дел од оваа недела и се надеваме на едни успешни соработки. Ти благодариме и тебе, Олга, и јас ќе се потрудам наредна недела да уклучам апликацијата и да ги видам новите. Има многу интересни попусти. Ако читаш книги, stay tuned. Ќе се подрам. Дефинитивно. Ти благодарам за подстувањето и да им посакаме на присутните да ја погледнат агендата уште еднаш. Мислам дека вака досадувам на секој настан кога го затворам, меѓутоа стварно има интересни настани и кои што се вредни да се поседат. И дополнително вечерва имаме последната сесија за оваа глобална недела на предприемништво 2021 со Пијалог со предприемач, Мерело со Фиткит, со Јосиф од Фиткит, така да може слободно чаша вино и се гледаме вечер повторно. Јас само морам да додадам ова, јас препорачам сите да додат на настанот на Јосиф со Фиткит, затоа што Фиткит е всушност третата компанија која што беше нашиот бизнес партнер, така да со Фиткит некако и заедно растеме. Така ете, тоа е екосистем кој што мора заеднички да се поддржува за да постигнеме поголеми цели заедно. Башо го кажано. Супер, до следно видување тогаш. Така. Поздрав. Чао, чао.